Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. 86 нови вработувања се потребни во Охридската општа болница за пополнување на недостигот од кадар. Отворена првата регионална систина очна болница во Битола. Промовирана книгата Охридски фолклористи од Димитар Пандев и Славе Ѓорго Димовски. Зима во Охридскиот аеродром ќе се лета кон 5 дестинации. Самитот Путин-Трамп во Будимпешта се понеизвесен. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и релативно топло за овој период од годината со максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток ќе превладува умерено облачно време. Во четврток од британските острови кон северозападна Европа ќе се поместува центар на циклон на поле на низок воздушен притисок, кој што во поголем дел од Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во југоисточна Европа, како и на Пиренејскиот полуостров, ќе превладува стабилно време со сончеви периоди. Во северните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 24 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно и потопло време со сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 22 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во петок во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во попладневните часови ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во сабота посвежо утро со температура од 5 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 18 степени. Во недела во Охрид не очекува облачно и нестабилно време со услови за пообилни врнежи од дожд. Локално се очекуваат и до 20 литри. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охридската болница по систематизација потребни се 86 вработувања. Недостига кадар во речиси сите одделенија, но со ангажман на лица од други болници, дефицитот се покрива. Менаџментот најавува реновирање на болничките одделенија. По систематизација во Охридската болница недостигаат 86 вработени. Недостиг има од доктори, специјалисти, медицински сестри, болничари и хигиеничари. Само изминатата година се пензионирале 10 доктори специјалисти. Најкритично е на урологија и во одделението за физикална медицина, каде има само по еден доктор специјалист и тоа пред пензија. Точно е дека има дефицит на повеќе одделенија во општа болница Охрид. Конкретно на одделението на урологија моментално има само еден доктор специјалист кој што е носител на дејноста. Меѓутоа се ангажирани уште двајца, во преговори сме и за трет специјалист. Тие доаѓаат од клиничка болница од Скопје, како и од градска болница Скопје, со кој што се некако покрива дефицитот колку што може. Меѓутоа 3 часовна работа не може со еден специјалист само вработен. Кој пред пензија исто така? Кој што исто така пред пензија. Во одделението за физикална медицина исто така има еден доктор специјалист, докторката исто во подмината возраст која што е пред пензионирање. Имаме една колешка која што е на специјализација за физикална медицина и очекуваме таа исто така да се врати за година и пол-две. Од болницата велат не постои опасност, ниедно од одделенијата нема да биде затворено. Дополнително, за 2 години од болницата пуштени на специјализација се 35 лица, а болницата располага со потребната апаратура. Во овај момент и во наредните година-две не постои таква опасност, со тоа што сите се надеваме дека баш за 2 години општа болница има пуштено 35 специјализанти на специјализација, значи цела надеж е во нив дека ќе покријат дефицитарен кадар и одделението сепак нема да се затвори ни едно во болница. Во однос на опрема можам да кажам дека 90% од одделенијата се задоволени, имаме нова апаратура на одделението за патологија, значи целосно нова лабораторија патолошка, имаме нови ултразвучни апарати на одделенијата за радиологија и за гинекологија, имаме набавено нови монитори, ларингоскопи, перфузори, инфузиомати и во исчекување сме да пристигне и новиот гастроскоп на одделението за интерни заболувања. Менаџментот најавува дека идната година ќе се направат проекти за реновирање и санација на целата болница. Во Битола отворена првата регионална очна болница Систина очна болница Бај Промедика офталмологија. Со ова жителите не само на Битола, туку и на целиот Пелагонски и југозападен регион добиваат пристап до врвна офталмолошка хирургија и нега поблиску до нив. Жителите на целиот Пелагониски регион имаат пристап до врвна офталмолошка хирургија и нега, блиску до својот дом. Поречиси една деценија успешна работа и доверба од илјадници пациенти, дијагностичкиот центар Систина офталмологија Битола прераснува во современа болница, дел од единствената и најголема очна групација во земјата, со 3 болници и 4 дијагностички центри. После речиси 10 години работа на дијагностичкиот центар во Битола и илјадници пациенти, пораснавме во прва регионална офталмолошка болница во Македонија. Тоа е една голема наша желба долгогодишна, да го донесеме, да ја донесеме очната хирургија поблиску до луѓето кои што живеат во регионов.
Можеме да се пофалиме со најсовремен оперативен блок и опрема, а и тоа дека зад нас стои моќен тим од над 30 врвни доктори кои што работат во Систина офталмологија и Промедика офталмологија. Систина и Промедика офталмологија веќе 2 децении се синоним за лидерство во офталмологијата, познати по најсовремената технологија, врвната опрема и тимот од најдобрите офталмолози со долгогодишно искуство. Сега таа експертиза се пренесува во срцето на Пелагонија, каде тим од искусни хирурзи и доктори, посветени на лекување на сите очни заболувања и состојби, представува вистински чекор напред не само за Битола, туку и за целиот регион. Дојдовме денес во Битола да бидеме присутни на еден свечан момент во развојот на македонската офталмологија, имено отвораме нова болница, Систина очна болница бај Промедика офталмологија, со што ја продолжуваме успешната приказна која што трае повеќе од 2 децении. Именно Систина офталмологија и Промедика офталмологија се споија. Денес сме најголемата групација на очни болници во Републиката. Имаме 3 очни болници и 4 диагностички центри. И ова што денеска се случува фактички е само еден чекор во нашата визија да највисоките стандарди и протоколи на лекувањето на очните болести ги донесеме дома кај нашите пациенти овде во Битола и во поширокиот регион на Пелагонија. Отвараме нова очна болница каде што ќе се работи хирургија на катаракта, понатаму ќе се развива и другата хирургија. Тука ќе се прават контролите, тука ќе им бидеме достапни на пациентите за секој совет, за постоперативната нега и така натаму. Всушност, продолжува една убава приказна на професионалност, одговорност, доверба на нашите пациенти. Го сметаме со гордост за еден голем успех, кој, како и секој успех, не дојде преку ноќ. Беа потребни години на истрајна работа, одговорна работа, посветеност. Кога кажам ова, мислам пред се на моите колеги во Битоло, предводени од докторка Александра Гочева, Јерчиќ и еве дојдовме до еден убав исчекор. Напред се со една цел да се доближиме до нашите пациенти, да изградиме еден систем на офталмолошка грижа кој секогаш, секојдневно ќе го надоградуваме со нови знаења и ќе поставуваме се повисоки и повисоки стандарди во лекувањето. Систина офталмологија и Промедика офталмологија се водечки медицински центри за очи и третман на очни болести во Балканскиот регион. Двете се одликуваат со високо стручно знаење и искуство на медицинскиот кадар. Користат висока технологија и секојдневно манифестираат вистинска грижа за потребите на граѓаните. А сега таа експертиза ја има во Систина очна болница во Битола. Промовирана книгата Охридски фолклористи од Димитар Пандев и Славе Ѓорѓодимовски. Во неја опфатена охридската фолклористика од научен и историски и културолошки аспект. Денес во Прличевата куќа се изврши промоција на книгата Охридски фолклористи од авторите професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓорѓодимовски во издание на Општина Охрид. Во делото е опфатена охридската фолклористика од научен, историски и културолошки аспект. Книгата е ризница на информации за охридските фолклористи, богатство од песни, приказни и обичаи. Зборува за личностите кои оставиле траен белег, творештво, сведок на нашиот идентитет. Се надевам дека ќе имате едно убаво четиво, имајќи предвид дека фолклорот е жив, и имајќи предвид дека ова го зборувам пред вас, а кога го зборувам пред вас, сакам да истакнам дека пред 50 години на едно свое предавање Харалампие Поленаковиќ, кога ја виде публиката, а публиката беше меѓу другото и охридска, кажа фолклорот е жив, иако на сите други места кажувал дека фолклорот порека умира. Се свртувам кон првиот дел од книгата, која што е посветена на неповторливиот втора половина на 19 век, каде што нашите преродбеници преку фолклорните творби, кои што ги неуморно ги собира и под различни притисоци и од соседни земји и од тогашната империја, ставија темел на идниот развој на современата македонска литература,
која што, како што спомна и уредникот Митро Велјановски, после ослободувањето, после 45 година, со забрзани чекори се доближи до светската литература, која што и ден денес, посебно во последните 2-3 децении, доста македонски дела се преведуваат на светските јазици. Секој фолклорен запис е вечност, а со ова дело општина Охрид станува вечен чувар на народното творештво. Не знам што друго да кажам, освен да извадам капава, да се поклонам и на општина Охрид, која препозна, а тоа започна некаде пред 7-8 години, колку е тоа значајно и на невидениот и неуморниот труд и капацитет и знаења на професорот Пандев и светскиот поет Славе Ѓорго Димовски. Оваа едиција ќе ја продолжиме, ако даде Господ здравје, уште со неколку книги, целокупното книжевно, културно наследство на Охрид да го имаме на едно место. Општина Охрид тоа го направи и во дигитална форма, да биде достапно на сите светски меледијани, на секој кој е заинтересиран. Нема иднина без минато. Народ што не си ги познава корените не може да ја дочека светлината на идниот ден. Ке се претопи, ке стане дел од некои големци. Затоа овој труд е многу значаен за нас. Во него посветено се работело и образложувало за важноста на нашите приказни, легенди, раскажаната историја. Истражувањето за нив станаа наша неопходност како писменост, како традиција и култура, како континуитет на духот. Делото Охридските фолклористи, кое беше промовирано во очи на Денот на Македонската револуција, ќе биде дел од архивите на библиотеките, но и на македонските музеи. Од недела 26 октомври започнува зимскиот распоред на летање на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Истиот ќе трае до 28 март 2026 година. Со новиот зимски распоред, Охридскиот аеродром ќе има 5 дестинации со 3 авиокомпании. Ќе се лета до Церих, Базел, Дортмунд, Виена и Меминген. Меѓународниот аеродром Скопје пак ќе понуди 49 редовни и 13 чартер дестинации, обслужувани од 17 авиокомпании. ТАВ Македонија најави 10 нови дестинации од македонските аеродроми. Почнувајќи од 30 март 2026 година, од Охрид ќе се лета до Милано. Во првите 9 месеци од 2025 година, двата аеродроми имаат обработено над 2,5 милиони патници, што е раст од 6% во споредба со истиот период лани. Скопје бележи раст од 5,4%, додека Охрид 16,2%. Најфреквентна дестинација останува Истанбул, а меѓу водечките земји по број на патници се Турција, Германија, Швајцарија, Италија и Австрија. Центарот за култура Григор Прличев распиша конкурс за избор на најдобра појма Григор Прличев за 2025 година. Конкурсот ќе трае заклучно со 22 ноември 2025 година. Тематската содржина на поемата е од слободен карактер, а поемата не смее да биде помало од 912 стихови. На конкурсот еден автор може да пријави само едно дело. Коавторски дела се неприфатливи. Конкурсот е анонимен, а за најдобрата поема предвидена е и парична награда. За изборот, односно наградата, ќе одлучува 3-члено жири составено од реномирани автори од Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани автори да испратат необјавена поема на следнава адреса: Центар за култура Григор Прличев, Охрид, улица Македонски просветители, број 4, со назнака пријава за избор на најдобра поема Григор Прличев. Ви благодарам за довербата. Пријатно.